Се извинувам, едно големо благодарам за сето оно што го правиме до денес. Едно големо благодарам за упатените честитки за сино Борис и неговото дипломирање на вториот факултет. Добар ден и среќен ден секогаш со љубов. И ова мое вклучување во живо ќе биде поврзано со едно големо откритие за Атлантида, Македонија и Балканот. Воедно ве повикувам да бидете следечи на една дебатна емисија која што ќе ја правиме на интернет, јас, мојата сестра Светлана и Ибро Мешиновиќ, каде што ова тематика поврзана со Балканот денешен, кој што некогаш се викал Македонија и претходно Атлантида, ќе биде представен со сите оние откритија на Владо Павлов, пред кој што сите вие упорно молчете, 100% македонците, и сигурно чекате Америчка амбасада да ги почитува овие дела, да најави, да даде заслуга за ова што го прави Владо Павлов овие 2 децении, за да и вие, македонци мои, после Америчка амбасада кренете најсилно и да велите да, ние тоа го знаеме, Владо тоа ни го кажа, ние сме цело време со Владо, но веруете ми, македонци мои, тоа си е сепак ваше право, ја моето право и моето дело го продолжувам, така да дали Америчка амбасада или Кале Скопско еден ден ќе даде почит на ова, па покрај таа почит и вие како папагали на Скопско кале, нели, на почитуваната ЦИА, на Америчка амбасада, ќе повторувате и ќе кажувате дека вие ова дело го почитувате, дека вие ова дело го знаете, дека вие на вистина цело време сте биле со ово дело. Но да не навлегуваме во овие интриги ваши, пред кои молчите 100% и чекате наводно ЦИА и Америчка амбасада заедно со Скопско кале да го признае ова дело на Владо Павлов, за да потоа и вие бидете најголемите гласноговорници за ова големо дело. Се вклучувам и ќе го објавам она за кој што денеска го припремав, со докази и аргументи за Балканот, дека е Атлантида, дека истиот тој е и Македонија, затоа што Филип точно знаел каде ја гради престолнината Бела, каде бил островот Итака од времето на Атлантида, и дека Балканот е дефинитивно поврзан со уништувањето на Атлантида, која што во тој временски период била заедно со Блискиот Исток. Односно, како резултат на уништувањето и потонувањето на Атлантида настанува Средоземното море. Од тука и нашата блиска поврзаност помеѓу Блискиот Исток и она што го прави ова Америчка амбасада, она што го прави Англо-Америка, под капата на големите, нели, илуминати, кои што се ставаат во улога на Бог, во улога на светци, и кои што контролирано се представени од Сионскиот приорат, на кој што Сионски приорат, еден со голема титула во масонската ложа, бил и вашиот очув, македонци мои. Морам да кажам вашиот очув, затоа што повеќе од јасно е дека вие вашиот татко Филип Македонецот не си го сакате, или само кога имате потреба да се смени име, кога имате потреба да се смени знаме, ќе изигравате патриоти, ќе ширите лажен патриотизам, а се со една цел да помогнете на јужниот сосед, тоест да помогнете на овие семитски, односно на овие хазари од степскиот дел на Русија, кои што се населуваат на територија на денешна Атина после уништувањето на Троја и после завршувањето на Тројанската војна, кои што исто така го населуваат Пелопонес. Така да, македонци мои, извинете ми, ама имам право ова да го кажам, затоа што денес гледам дека после војната има многу херои од медицината исто, кои што дебатираат теми околу вакцинацијата, дебатираат теми дека таа вакцинација не била потребна, дебатираат безброј теми, а истите тие заборават дека кога почна корона ги немаше никаде. Истите тие денеска ви кажуваат дека била непотребна вакцинацијата, а преку нив
поминале преку еден доктор најмалку 100 кои што се вакцинирале со графен оксид. И затоа ќе ве молам да бидете малку објективни, да бидете малку искрени и да не кажувате, посебно вие од Ротари клуб, кои што сте наголемите слуги на илуминати, а знаеме кои се илуминати, дека Македонија е божествена земја, дека Македонија е рај, она што Владо Павлов негде околу 20 и повеќе години се бори да го докажи, а вие денес тоа го презентирате со една друга цел и дали тоа го правите, слободно можеме да ве прашаме, дали ротарци, дали сето тоа вие го правите во интерес на Антихрист. Затоа што долго години вие никогаш Македонија не ја кажувавте дека е света земја, дека Македонија е она што е од тука почнато и тука секи се заврши, туку денес вие тоа го објавувате и кажувате, а на сметка на сето тоа заборавате дека некој пред вас 20 години со помош на Бог и неговата десница се уште жив, тоест и јас како Владо Павлов, и сега вие изигравате Владо Павлов. Затоа ве прашувам ротари или ротарци, во чиј интерес го правите сето ова и дали Македонија стана света божествена земја после долго години, молк од сите вас, а денес сте најголеми гласноговорници и против вакцина, а истите вие, кај вас имате членови кои што се безброј доктори, каде што еден доктор најмалку 100 излежал да се вакцинираат. Ве молам, немој да бидете големи херои после завршената војна. Затоа што народот памти све. Памни све. Бидејќи оно што го правите, барем за мене е многу безобразно. Почнувам со мојата тематика за Атлантида, за Балканот, со докази и аргументи, за едно дело на кој што премолчува цел Балкан, а посебно вие македонци мои кои што веќе повеќе од јасно е зашто сте премолчувале, затоа што денес сакате да бидете први, а на сметка на тоа првиот треба да го тргнете, треба да го направите надрилекар, треба да го поврзате со одредени сценарија, треба да измислувате закони во кои што закони нови по европски стандарди, а не се во корелација со македонските закони, да можете да издействувате нешто кое што би го уништиле ова дело на Владо Павлов, би го избришале, како тоа што го правеше Стоименова, каде што секој дело од Владо Павлов е избришано од YouTube, не знаејќи дека Владо Павлов, ако не ја гледа еднината, немало да го припрема и ова USB, каде што стои се. Така да, ротарци, очекувам да ми одговорите, дали Македонија сега, после толку години на вас, ви стана стварно божествена земја или тоа го правите во интерес на нешто друго, во интерес на пречекот на Антихрист. Воедно ве повикувам да се водеме со факти и аргументи, да не го манипулираме Кочани, да не го манипулираме Прилеп и утре не знам кој друг град, каде што сега ќе ви дадам докази дека на вистина околу Црн камен и дека на вистина она што се прави со скренување на внимание има нешто друго кое што е многу побитно, а тоа, например, во Прилепско, кој што е дел од големото Пајонско или Бело море, има бушотини кои што се прават и кои што се минираат во интерес на нафтените шкрилци. Истото тоа идентично се прави долго време во Светеникоско, каде што ве лажат дека имаме гроб на Александар, а во интерес на сето тоа се кријат бушотините и сето оно што се прави во Овчеполието, посебно околу Црнилиште, посебно на некои други места каде што имаме ние овде големи резерви на нафтени шкрилци, и тоа е доказ дека навистина до овде постоело Белото море, доказ кој што ќе докаже еден друг факт дека правата Тесалоника би била Штип. Еден повик до моите браќа и сестри во Штип, конечно е дојдено времето да ова име повеќе не постои, затоа што најголемиот уништувач на овој град и до темели кој што го гори е Шчипион, африканецот, а ние денес го славиме овој град, овој свет град, Дион кој што некогаш бил, подоцна Тесалоника. Во интерес на нашата вистина, ние денес го славиме убиецот на Штип.
Така да новоселани вие малку поступатени како најголеми македонци, нели, а од друга страна како најголеми непријатели, од каде што тука се започнува, кога е во прашање уништувањето на Македонија, па колку и да градете манастири и икони да ставате од вас, каде што утре можеби ќе има и Свети Мијалков празник, на идните поколенија тоа нема да ви успее, затоа што оно што го направил Рим со нашите болници, со нашите алтернативни центри, а денес цркви, е веќе завршено и веќе е завршена работа и е минато, бидејќи се види што прават овие масони во црна мантија, како се заклечкуваат во Прилепско, како се отклечкуваат во Охрид, онаму како се прави и сето оно што се случува денес. Така да, прилепчени, можете да молчите колку сакате, ама за овие масони во црна мантија фалангата ќе ги објави за нивното за сето оно што се правило, исто така ќе ги објави оние од медицински центар Прилеп кои што не преземале мерки кога едно од овие дете кое што е силувано барало помош, а не е преземено ништо во хорот каде што пеело. Така да не дај Боже тоа да се случи со Владо Павлов, не знам што ќе правевте, ама кога се во прашање овие масони во црна мантија, ние ќе ги отклечкаме во Охрид, ама нема ништо да се знае. Но, може би тоа за вас прилепчани не е ништо, ама јас од тука ве повикувам сите мајки да бдеете над вашите деца и ова да биде минато отклечкување што е правено во Охрид, ова насилно действие на масони во црна мантија, кој што денес е најголемото зло на оно што го прават и што ги окренуваат нашите свети места кои некогаш биле алтернативни центри за самоизлекување. После ова номера ние ќе се вклучиме во оно што сакам да ви потврдам за Атлантида и да ви докажам, а вие масоните во црна мантија колку сакат да заклечкуваате ги нашите деца и колку сакат нека ви помагат да ги отклечкуваат во Охрид, така да тоа ми личи исто на мојот некогашен брат Ѓорѓето, кој што оваму каде што денес демонстрира, во времето кога беше фалангист, нели, и во времето кога извезуваше мермер од Прилеп за Украина, истиот тој даваше предлог за фалангата дека овде треба, каде што денес демонстрира, дека овде треба да има пат кој што ќе биде поблиску до мермерот, нели, и до некои други работи кои што се поврзани во тој временски период во бизнисот кој што го имаше со Украина. Ама денес Украина не постои, денес Украина е пред момент да биде поделена кога Трамп ќе ја земе позицијата, така да се минуваат работите, па ние денес ќе станеме најголеми еколисти кои што, нели, ќе бараме да скренеме внимание за сето оно што се прави на територија на денешен Прилеп или околу Прилепско, каде што исто така има дел од големото Бело море, во кој што имаме исто така големи резерви како и во Светениковско на нафтени шкрилци. Но во Светениковско, покрај тоа што имаме ние големи резерви на нафтени шкрилци и доказ дека овде било морето до Штип, имаме и златна жица. Така да Семир Османагич изгледа многу убаво треба да не убеди дали живиот Бог треба да има гроб, дали ова е сценарио кое што некој има за цел да дојде до златната жица во Светениковско, во нашиот златен рудник и да се исцрпува без знаење на македонецот кој што, нели, се уште е молчелив и чека, нели, Скопско кале или Америчка амбасада или ЦИА или Англо-Америка да даде подршка на Владо Павлов, па потоа сите како папагали да објавуваат да, точно е, ние го почитувавме Владо, работевме за Владо и ред други глупости кои што кога ќе се сменат овие работи на глобално ниво, не со помош на Путин кој што е дете на Џорџ Буш и на черепи и коски, туку со помош на она универзална армија, на она небесна сила и оно што ние го знаеме како Армагедон. Така да вие македонци чекајте го Трамп и Путин да ви помогне, јас ќе си го чекам Армагедон и ќе видиме кој ќе победи тогаш. За мене Путин е човек на Буш, за мене Путин е човек на черепи и коски, за мене Путин не е ништо друго него мачка и глувче во играта на војната помеѓу Америка и Русија, кој што јас ја најавив уште пред 3 години, ја пишував во едни мои записи во 3 продолженија, каде што сето ова треба да биде припрема за пречек на спасителот на Антихрист. Тоа значи дека
мора да има мачка и глувче, мора да има војна, па како би се појавил миротворецот. Така да, ако Путин и сите оние кои што се декларираат како големи лидери се водат со Божјата логика, тие нема да се замараат со конфликтна логика. Со логика на делба, со логика на уништување, со логика на војна, со логика на смрт. Затоа путиности, трамповисти, бајденовисти и не знам кој ли не, принц Вилјамисти или не знам кој ли не, можете вие колку сакате да се ударате у гради, можете колку сакате да чекате или било шо, јас си го чекам Армагедон. Затоа што миротворецот е кај Армагедон, нема никаква врска со ова војна која што е во фаза да се распланти, се со една цел да дојде миротворецот, а миротворецот сите знаете кој е, а тој миротворец, нели, му се отвора пат да биде и да се деклира како македонски цар со потекло од Александар Македонски. Затоа и вие можете слободно македонци 100% да ударате и да ракоплескате на Семир Осман Агиќ, на сите овие кои што мешетари ви шетаат, ви ровараат низ Македонија, се со една цел македонецот да остане гладен и измрзнат во новата 2025 година. Postelja u sobi polumrak i niko ne zna koji je dan ni koja godina, sve je kao u snu, samo da Bog to zna, da tvoje usne noćas ljube, a da to nisam ja. Da li te raduje ova krv na mojoj duši, da li te raduje što moj ceo svet se ruši, da li te raduje kada samog sebe krivim. Ова е еден дел од оно што непријателите на Владо Павлов сака да го имплементират, а тоа е да јас самиот на себе се окривувам, нели? Да јас покрај сите тие сценарија кои што ги правиа со помош на подземните политички структури од Зечевич програмата во кој што учествуваа некогашните кукузелци, од овде неизбежен ви е големиот Палчо, зетот на Накови или на Кријаца, кој што беше толку голем херој за Македонија, нели, од десна во лева и ред други работи. За сето оно што се правеше и има за цел да ме обвинат, за да јас самиот поверувам дека тие се во право, и јас поверувам дека навистина јас сум нешто виновен и дека јас навистина подлежам на некоја одговорност, која што одговорност, како што сите знаете, се докажа дека не е тоа така како некој што имаше за цел да го направи, затоа што управниот суд донесе одлука и ја покажа целата вистина дека овде нема надрилекарство, дека ние си плаќаме ДДВ, дека ние плаќаме данок, дека ние и покрај сите овие штети кои што ни се направени на Агапи, ние дали со позајмици, дали со блокирање, одблокирање на сметки, ние успеавме да го додржиме Агапи до тој период кој што верувавме дека треба да обстои, затоа што ако на некој друг на дечињата до 20 години кои што имаат бесплатни услуги, најмногу им е потребен во време кога имаме големо загадување, тоест во време кога нашиот млечен пат го завршува својот пат во прстените на Оконе и доаѓа до она нулта позиција каде што ќе имаме најголемо тровење и најголемо загадување. Така да од овде слободно можам да признавам дека сите оние кои што работеа за подземните политички структури,
на овие пензионирани инспектори и инспекторки за кои што верувам дека идната влада, бидејќи гледам дека ова влада со Тино малку забавува и верувам дека највеќе удар ќе бидат овие пензионирани инспектори, инспекторки и началници на полиција и верувам дека идната влада за спас на Македонија и за враќање на мирот и почита на македонецот треба да прави ревизија откако се пензионирале овие инспектори, откаде им тие толку големи финансиски средства за сето она што го имат, а не го стекнале додека биле во работен однос кога работеле во МВР. Значи, со самото влегување во пензија, тие веќе стануваат мултимилионери. Така да, поврзаната нова тајна служба со олигарсите и сето оно што се прави против македонецот и како една одмазда врз македонците, за кои што и тие се поставени тука, треба да заврши. Јас би сакал и Тино да го заврши што може побрзо тоа, но верувате ми, вака како што се одвиваат работите, малку потешко. Малку потешко затоа што прво наосновно, додека некој се замара со некои други работи и скренува внимание, веќе како што гледам, градовите уште сега знаеме кои ќе бидат новите градоначалници од која политичка партија. Оно што се прави со овие партнери во коалиција, оно што се прави меѓу нив, тоа воопшто не ме интересира, но јас сакам едно да знам кога ова моја и ова наша Македонија ќе биде земја божествена, како што тоа тврдат сега, нели, најголемите масони од Александар Палас, кој што се формира во 2005 година. Најверојатно сега и треба Угриновски да го смени Мухаетов. Еве, уште пред време, уште сега, како што му честитав пред 3 години на Тино премиерско место, така му честитам на Мухаетов ново председателско место во ова масонска ложа која што е формирана 2005 во Александар Палас. Исто така и ги прашувам и ротарци дали конечно Македонија, не поради друго, него поради она што се припрема како земја која што треба да ја дефинира, нели, измијата да изеде својата опашка, на кој што најпрв започна Бранко Црвенковски, а под капата на Бранко Црвенковски во исклучувањето на Александар Македонски тоа го направи Никола Груевски со проектот Скопје 2014. Но што ќе дојде отом потом, ние да се вратиме на ова големо дело на Владо Павлов, така да нека се радуваат сите оние кои што веруваат дека успеале да доминираат кај Владо Павлов, дека треба да се чувствувам нешто обвиновен, дека треба сами од себе да се обвинувам. Не. Воопшто јас тоа нема да го правам, воопшто нема да се обвинувам, затоа што знам многу добро што направив и затоа што знам дека имам армија на задоволни лица кои што поминале преку Владо Павлов. Затоа и од пред некој ден започнавме со реорганизација на Агапи, со вметнување на нови лица ки има, со ослободување на некои мои активности кои што сум ги имал до ден денес, а на сметка на тоа Владо Павлов ќе насочи целата своја енергија во неговите иноваторски дела, во нови производи, со тоа што Агапи ќе биде реорганизиран со нови лица, со лица искусни во нивната работа и лица кои што пред се си ја сакат Македонија. Така да пасошот или личната карта за Агапи е да бидеш пред се македонец, но не само како овие големи патриоти кои што го мават кутлешо кај што стигнат за ратоборни дејства, туку како големи патриоти кои што си ја сакат Македонија. И тоа со дух, ум и фанатизам. И затоа Агапи има реорганизација, ќе има многу нови работи, а сето тоа ќе го слушнете во иднина. Од овде еден повик до сите оние кои што учествуваа во ова злосторничко здружување против Владо Павлов, пред себе да се извинат, не мора пред мене, затоа што престои тежок период за сите нив, па и не знам како ќе го преболат, затоа што нема ништо поголемо ако опростеш на самиот себе за нешто што се спротиставил за некое лице кое што се борело за Македонија и кое што се борело да ја представи вистината за македонскиот кутлеш
дека тој е Богот во нас, дека тој е животот, заедно со розетното 12 листа, дека тоа е символиката која што некој ја презима од нас и ја прави свастика или ја прави Давидова звезда, тоа е негативниот јон и етерот на кој што целиот мој живот сум го вложил, затоа што знам дека дури големата мајка и најголемото божество за животот на земјата е етерот, тоест негативниот јон. А сите вие сте сведоци колку голема војна и колку голема битка имаме, имам јас со сите вас и овие мои најблиски соработници да го додржиме Макоргон некогашен во Феникс Макоргон и да имаме се повеќе и повеќе и повеќе задоволна клиентела во времето кога треба да го заврши својот пат, нашиот млечен пат во и неговото минење низ прстените на Елконе. Започнуваме со она за кој што денес имам за цел да ви го представам. И ова е за прв пат нешто кое што ќе биде представено и кај Ибро, затоа што нашата цел не е само Македонија, нашата цел е воскреснување на Македонија и македонизамот, а воскреснувањето на Македонија и на македонизамот значи и воскреснување на Балканот. Така да, македонци мои, сите вие кои имате расистички побуди, верувам дека нема да имате лична карта за новиот период, за новата ера на Водолија, затоа што таму вие нема да припаѓате. Едноставно ќе бидете изфрлени као куфер на железничка. Започнуваме. Ова е Тројанското езеро. Ова е Дунав. Како што може да забележите, немаме Халкидики, немаме Егејска Македонија, туку едноставно имаме големо Бело море кое што се спојува со денешното Црно море. А ова е Каспиското море. Погледнете картата за време на Атлантида. Каде е Егејска Македонија? Ги прашувам големите македонци денес, егејци, кои што не убедуваат дека Егејска Македонија не била под вода. Како што може да забележите, поголемиот дел од Егејска Македонија е под вода, заедно со делови од Македонија, Србија и Бугарија. Ова што го гледате овде, ова, македонци мој, повторно ќе се врати. Значи, ова вода повторно ќе се врати. Е сега, кога сме овде, треба да дојдеме до заклучок. А заклучокот е големото Бело море кое што било на територија на денешна Егејска Македонија, денешна Македонија до Штип, делови од Петрич и другиот дел кој што е поврзан со Црното море. Ако и понатаму продолжам со овој монолог, ќе прекинам. Бидејќи монологот на Владо Павлов, кој што има за цел едуцирање, оплеменување, а на крајот завршува со злоупотреба на ова дело на Владо Павлов, искористување или продавање на Семир Османагич или на одредени масонски ложи, кои што потоа тие изиграваат Владо Павлов. Дали овде ги гледате Халкидики? Дали овде ја гледате Егејска Македонија? Дали овде не гледате потопени делови со вода од големото Бело море или Егејско море на делови од Македонија, Србија и Бугарија? Погледнете како е поврзано Бело море
со Црно море. А денес од овде е поврзано со овој дел. Ова вода која што ја гледате од ова море, денес ја нема. Ги прашуваме гејците или православните турци, каромани и маџири, кои што се само прогласени македонци, а дојденци од Измир и Анадолија за времето на Метаксас. Каде е гејска Македонија? Затоа, на овој дел, од овој дел кој што го гледате, да не ве чуди ако имаме големи резерви на нафтени шкрилци. И ова е доказ дека Тесалоника или Солун треба да ја бараме на друго место. Затоа што овде со ова карта ја нема. Но да се вратиме на вистината околу древната микенска цивилизација и да се вратиме пред се на Агеменон и Меној, кои што кренале по Белото море за да дојдат до Аксии, а оттаму да дојдат до Тројанското море, од каде што излева древниот Аксии и се влева во Егејско море. Ако погледнеме ова карта, ќе дојдеме до заклучок дека древните микенци не случајно овде се чекале. Тоест, агријанците, спартанците од делот на денешна Источна Македонија и Осогово, Прилепи Битола од делот на Селечка планина Пелистер и Скопје како Јоук. Тоа значи дека на старата престолнина на Троја би бил Јоук, тоест онаму каде што денес е Скопско Кале. А додека ова другата престолнина, која што е поврзана со Београд, е престолнината преместена од Скопје денешен на територија на Белград, кој што е лоциран во областа Сингитиум околу Тројанското езеро. Затоа Агеменон чекал да се смират ветровите и од Егејското, тоест Белото море, да дојде до реката Аксии, кој што била пловна и поголема од денес, тоест денешен Вардар, и од територија на денешно Скопје да се движат кон Белград, каде што било Тројанското езеро и каде што се одвивала големата Тројанска војна. Сега, кога ќе дојдеме до ова моје светско откритие пред 10 на 15 години, дека Авала е Троја, тоест Авала е преместена Троја од територија на денешно Скопје, каде што е денес Америчка амбасада, каде што денес е Илинден касарната и заедно со Кале, ќе дојдеме до заклучок дека ова стара престолнина на Дарданија, кој што е Скопје денес, и преку сето тоа ќе дојдеме до заклучок зошто Груевски под капата на Бранко Црвенковски го направи Скопје 2014. Дали знаете зошто го направи Скопје 2014? Јас ќе ви кажам. Скопје 2014 под капата на Бранко Црвенковски и големите масонски ложи е направено за змијата да изеде својата опашка. Бидејќи најстариот Ватикан по ова карта е Јоук.
а југ е Скопје. Истиот се преместува на територија на денешна Авала, а подоцна, откако завршува и потопувањето на Атлантида, ова древна цивилизација се префрлува на територија на денешен Египет, каде што започнува формирањето на ариевската цивилизација. Од каде што подоцна во времето на Мојсие, денешните балканци повторно се враќаат на ова територија од древниот Египет. И повторно започнува формирањето на престолнината на древната Атлантида од Мојсие, тој е познат како Каран. Или во превод започнувањето на македонската цивилизација од времето на Мојсие повторно на ова тло, од уништувањето на Атлантида, започнува со Пердика први, тоа е Соломон. Кога сме овде, треба да дојдеме до заклучок и до местата кои се поврзани со Свети Николе. Од каде што овде се прави и златното теле. Од каде што подоцна од оние кои што се враќаат од Египет и формирањето на Македонското царство. Преку брегалница тогаш, на територија на денешно Светиниколско, затоа се вели и Црнилиште, е големата битка помеѓу брат со брат, на кој што Мојсија ќе каже уби го братот свој. Оние кои што преживуваат се протерани после 40 годишното патешествие кој што го поминале од Египет на до денешен Балкан заедно со Мојсија. Истите тие се префрлуваат на територија на денешен Рим, откако претходно Енес, единствениот преживеан од Атлантида, преку Романија се повлекува и доаѓа на територија на денешна Италија. И започнува создавањето на Римското царство заедно со Ромел и Рем. Или во превод, кога воскреснува Македонското царство и е поистоветено од времето на Мојсие, во исти временски период со Ромел и Рем се формира и Римското царство на територија каде што некогаш после уништувањето на Атлантида, протераниот Енес или единствениот преживеан од Авала Троја, доаѓа на територија на денешен Рим околу Ватикан. Така да, ако ние денес изиграваме големи филозофи и ако ние денес и понатаму водиме и наед и чекаме америчка амбасада која што е изградена на тло на најстарата Троја на светот, на најстарата престолнина на Дарданија во денешно Скопје, од каде што е преместена на територија на денешен Белград, тоест на Авала или Авала и Калемегдан, од каде ги протеруваат синовите на Скодар, Агеменон и Миној, и истите кои што добиваат уточиште на територија на денешен Прилеп. Со ова, ние докажуваме дека Тројанската војна е била на Авала и не само што докажуваме дека Тројанската војна била на Авала, преку ова карта, ние веќе и докажуваме дека вистинскиот Пелопонес
треба да го бараме околу Пелистер, околу територија на денешен Прилеп и територија на денешна Битола. Тоа значи дека ако и понатаму молчиме со ова карта и со ова откритие на Владо Павлов и аргументи за езерото Ид и планината Ида, која што некојаш била, која се викала некојаш планина Рудник, и истата била остров на древното Бело, Егејско, Панонско, како сакате кажете го море, каде што пристигнува флотата на Агеменон и Миној, флотата на спартанците, каде што се чекале на територија на денешно Скопје во Јолк, за да кренат по древниот акции кон Троја Авала. Територијата на која што се водела ова жестока тројанска битка е територија на Калемегдан, каде што и не случајно овде имаме спој и влевање на две реки, односно Авала. Затоа, со докажувањето на ова светско откритие на Владо Павлов за големата тројанска војна, дека се одвивала 10 години на територија на денешен Белград од порано Сингитиум, ние докажуваме дека древните микенци кренале од Прилепско-битолскиот дел, а дека спартанците кренале од територија на денешно Осогово. Ете, ова е мојот поздрав за прв пат на големите македонци патриоти во Македонија, кои што ме прават се и се што, за да тие бидат утре тоа што јас сум сега денес. Ова вистина, со докажувањето на Авала, дека е место каде што се одвивала Тројанската војна, истовремено докажуваме дека Агеменон и Миној се прилепчани, а дека убавата Елена е ги напирана од денешна Синковица на платото на Осоговските планини. Доказ и аргумент дека Спарта е Осогово, дека Спарта са древните агриенци. Затоа и овие арапски семити или овие хазарски племија кои што се префрлуваат после Тројанска војна во големата преселба од степскиот дел на Русија во Атина, денес се најголемите грци. Затоа ја запрашувам целата јавност да ми одговори како може денешен Пелопонес, кој што е место кој што се населуваат, имаме голема преселба на народите од степскиот дел на Русија и од многу други места после Тројанската војна, да биде место денес каде што наводно било Микена. И па ако Пелопонес е место каде што наводно било Микена, од каде кренале Агеменон и Миној, кога таа во времето на Агеменон и Миној кои кренале кон Авала во Тројанската битка, на Пелопонес не постоело ништо. Тоест, во тој дел немало живот, немало население, затоа што истото ова население на Пелопонес се населува после Тројанската војна во тај дел. Ова е аргумент и доказ запишан од многу историчари. Ова е аргумент и доказ дека вистинскиот Пелопонес е Прилепско-битолскиот дел. И затоа овде од секој се води тешка битка на уништување на овие два града кои што се присвоени од дојденци во Македонија и кои што имаат за цел никогаш да не воскресне ова вистина. Затоа што треба лагата со Грција
вечно да обстои. На сметка на вистината и на вистинската микена која што е овде. Бидејќи она микена, она му нема ни по точка разно не може да постои, бидејќи е населена после Тројанска војна. Дали се разбираме, македонци мои? Или монологот на Владо треба да продолжи, за да утре овие илуминати, за да утре овие служители на немакедонското, кои што сте овде секаде околу вас, во вашите домови, кај вашите соседи, во сите овие угостителски дуќани, да ве манипулираат, да ве зафркаваат и вечно да им служите со катанец на умот и пранги на нозете. Ете зошто Владо Павлов работеше 20 години да ја докаже вистината за планината Рудник, а планината Рудник е Авала. Или во превод планината Ида. И за тоа имаме докази. Жиринов е место каде што имало рудник за жива и го уништува до темели големиот масон Александар Караџорџевиќ. Но истиот тој во ист временски период кога го уништува доказот за ова планина Рудник, кој што е рудник за жива, а тоа е планината Ида или Авала, го уништува и Кочанскиот дел. Ја гради пругата до Кочани, празни вагони доаѓаат до Кочани, а полни се враќаат. Дали е случајно ово уништување на планината Ида, на денешна на планината Ида, на планината која што го носела името Рудник, поради рудникот за жива, кој што бил овде во времето на Тројанската војна и од секогаш. Затоа е уништен Жиринов, бидејќи леже на древната планина Рудник, кој што го носи името Ида. Ова откритие на Владо Павлов е светско откритие кој што работи во интерес на денешна Македонија, а не како овие патриоти кои што ни буквата немат од патриотизам, а се удараат во гради, кои што ми смејуваат и кои што ме прават срамоман и не знам што ли не. А од нив поголеми срамовани нема кај Тино. Кога ќе погледнете денес нашето големо македонско, нашата голема македонска организација, која што присвои овој новоселанецот Ванчо Михайлов во 1905 година, денес ни В буквата нема од ВМРО. Се се на ке. И истите тие ќе манипулираат, ќе ме вреѓаат, ќе ме исплијуваат, се со една цел утре тие да бидат тоа што денес Владо Павлов ви го кажува. Центарот на целото зло и за сите сценарии во Македонија не е Скопје, Ново село Штипје. Нема да мислите дека сценариото во Свети Николе со лажниот гроб на Александар, за кој што на крајот треба Семир Османагич и Паско Кузман да ви го со дефиле отворат, е од Ново село Штип. Немој да мислите дека Скопје 2014 е дело на Скопје. Не. И тоа е дело на Штип, тоа е на Ново село. Центарот на злото е Штип. Затоа што ја крие вистината за древната Солуника. Затоа што ја крие вистината за многу работи кои се поврзани со тврдината на Исаро и подземните простории. Тесалоника ја крие вистината за златната жица, кој што точно знаеме каде
поминува и на територија на денешен Штип. Штип ја крие вистината и за Светениковско. Дали преку фингираните сценарија за лажниот гроб на Александар се кријат бушотините, за да видиме колку имаме резерва на нафтени шкрилци, затоа што и Светениковско до Штип е дел од ова пајанско бело, или како сакате кажете го, море. Но не само нафтените шкрилци. Тука имаме и златна жица. Налесно е да манипулираме со гроб, да скренеме внимание, а позади тоа да имаме други активности. Оно што се правеше со депонијада во Кочани, да се скрие вистината за оно што се прави каде што се влева Црна и Бела река над Оризари. Да се крие вистината за големите некрополии од бронзено време, кои што се веднаш тука, по течението на Оризарска река. Да се крие вистината за ураниумот, а да скренуваме внимание со депонијада. Исто идентично како денес што се прави и со Прилеп. Да се скрие вистината за бушотините и минираните места кои што се прават, да се дојде до заклучок колку и Прилепско како дел од големото Бело море, Пајанско море, како сакате кажете го, Панонско море, Егеско море, имаме овде нафтени шкрилци. Ете, ова дело, кое што е поврзано со вистината за Тројанската војна, е дело кое што ја отвара Пандориновата кутија со вистината за Балканот, со вистината за Дарданците, кои што имале најстарата престолнина денешно Скопје, каде што змијата треба да изеде својата опашка од овој проект Скопје 2014 под капата на Бранко Црвенковски, а извршител побегулета, а знаете од кого потекнува, затоа што е копи-пасте, 3D принтер го правил со неговиот дедо. Објавен на мојот профил, идентичен ист кој и од каде потекнува таткото на баба Нада. Затоа, ова откритие, кое што кога тогаш ќе биде објавено во Србија, и не можат, затоа си правеше Београд на води, бидејќи ова откритие Владо го промовира уште пред 12 години и објавено во сите медиуми и сите списанија во Србија. А вие понатаму рукоплескате на некој што ви скренува внимание со гробови, со минерали, со ѓубриња. А во позадина ви се кријат многу работи кои што ни на сон нема да ви текнат како ви искористуваат. Моето дело е подарок за Србија. Дека овде е била Тројанската војна навола, како дел кој што припаѓа на територија на некогашната или на древната планина Ида, кој што го носела името Рудник. И имаме докази, а тоа е Жиринов, кој што е рудник за жива, каде што има рудник за жива и каде што не случајно ова планина Ида се викала и Рудник. Овде е Сингитиум, каде исто така е поврзан со многу активности поврзани со Тројанската војна. Но овде и Александар Македонски поврзан, затоа што некогашниот Сингитиум или древната Троја била уништена се до Александар Македонски. Тој со кола злато повторно ја возобновува и повторно ја гради. Така да новиот градител на Београд, после уништувањето
на Сенгитиум некогашен, кој што е на територија на денешен Београд, е нашиот Александар Македонски. Но ние со ова докажуваме и друго. Докажуваме дека спартанците биле на територија на денешна Источна Македонија, тоест на територија на денешно Осогово, па не случајно и овде Владо Павлов ви представува прстен со печат, каде што имаме лав или прстен на спартанскиот цар Леон, кој што го викаат Леонидас, и е поврзан со 300 спартанци, кои што се бореле против Ксеркс први на територија околу денешна Струмица, помеѓу Беласица и Огрежден. Затоа што со пробивањето на овој терен од кај Струмица доваѓа до уништувањето на престолнината на спартанската древна цивилизација, која што била на територија на денешна Источна Македонија. Но со ова докажуваме и друго, дека Микена е Прилепско-Битолски оддел, затоа што не може да биде на Пелопонес. Од многу проста причина, бидејќи таа Микена на Пелопонес се населува во големата преселба после Тројанската војна. Па од каде кренале Агеминон и Миној? Кога во времето кога тие кренале кон Троја, на денешна територија на Пелопонес не постоело урбано население да живее. Кренало од близина на денешен Црн камен во Прилепско, кој што го носи името Црн камен поради анегдотата која што Агеменон сака да жртвува својата керка за боговите на ветровите се смират, да се вклучи на територија на тогашното море, кој што било во Прилепскиот дел исто и Битолскиот, и оттаму да дојдат до течението на древната Аксија, кој што се влева во древното Егејско или Бело море. Црн камен во Прилеп е место кое што е поврзано со ритуалот кој што сака да го прави Агеменон, за да се смират ветровите, кој што сака да жртвува својата керка, за да крене Микенската војска до јог, т.е. до територија на денешно Скопје, од каде што треба заедно со спартанците, кои што доаѓаат од овој дел од Источна Македонија, да кренат заедно по течението на древниот Аксија до езерото Ида, кое што е на територија на денешен Белград, и тука да започне големата Тројанска војна на големата планина Ида, кој што го носила името Рудник, а имаме докази, планината кој што е околу Авала, а доказите со Жиринов, кој што е поврзан со Рудник за жива. Ете, македонци мои, самите одлучите утре како овие големи масони, масончиња од Ротари, они од Александар Палас, на кој што верувам дека Мухаетов ќе го преземе председателското место после големиот покоен извршител на операцијата неврохирург, очна операција на Киро Глигоров, т.е. Угриновски. И затоа му честитав, исто како што честитав на Тино, премиерско место пред 3 години, и му посакав голем успех, и верувам дека конечно Македонија ќе биде земја на обединување, затоа што сите ние потекнуваме од еден исти заеднички прататко, така да она што е направено за време на Тројанската војна и битката помеѓу двајца браќа од две различни мајки, дојдено е времето да го денес тргнеме настрана и Македонија да биде првата земја каде што ќе се обединат древните пајонци од кои што настанале македонците, заедно со етурците, денешните власи и албанци. Тоа значи дека Амазонката е мајка на денешните на етурците, т.е. на власите и албанците, кои што се браќа по крв, а додека Пенелопа е мајка која што е сопруга на Одисеј, на пајонците од кои што настанува
Македон и ова Македонско царство од времето на Македон. Тоа значи дека ова братоубиствена војна, според сето оно што јас го гледам, ќе заврши овде во Македонија и од овде ќе почне маслиновото гранче, затоа што овде е била маслиновата гора, гората на Миро, каде што се одржувале големите олимписки игри во чест на Олимпија, на кој што Владо Павлов ви најавил уште многу одамна дека Олимпија потекнува од Истра, од таму се префрлуваат во Далматинскиот регион, така и во Босна, а подосна и во Епир. Што значи дека не случајно и зимските олимписки игри биле организирани во Босна, поради тоа што некој знаел дека и турката или сопругата или мајката на Александар потекнува од овој дел. И јас се гледам налик на Лепа Брена, каде што за прв пат Филип ја среднал во Диоклесиновата палата, од каде што се заљубува и започнува ова љубовна врска со нив двајцата. Затоа и не случајно Диоклесиновата палата е палата која што ја гради Филип II. Овие работи некој сака да ги злоупотреби, а повторно да ги обелодени, идентично како што јас ова ви го представувам, се со една цел да Владо Павлов биде избришан, да Владо Павлов не постои, и затоа имаше потреба да учествува МВР до влочени, затоа имаше потреба да учествува претходниот директор на раздорувачка служба Муслиу, затоа имаше потреба да учествува големиот Палче, нели како шеф на подземните политички структури одговорен на Кукузел, зетот на Киријаца, поврзаноста со Накови. Затоа требаше да учествува Зечевич програма, затоа требаше да учествуваат многу чоколада деца за тендер повеќе, затоа требаше да биде изманипулирана некоја друга особа, кој што наводно требаше да живее у Скопје, затоа требаше поголемиот број на оние кои што беа блиски пријатели на Владо Павлов, река на блиски пријатели, за кој што морам да признавам дека оно што го гледам денес е болно македонци, а тоа е дека 90% од сите оние кои што поминаа преку Владо Павлов биле слуги на овие подземни политички структури и прво ќе се појават како спасители, ќе се појават како добротвори и на крајот сите со едно исто сценарио, кога се повлекуваат, почнуваат да плюкат врз Владо Павлов и го прават оно што е најгрозно за сите вас. Така да, но големо благодарам за сите тие што поминаа, денес се блокирани. Не ги мразам, ама не сакам да имам никаков контакт со нив. Верувам дека и уште многу други ќе бидат настрана од ова, затоа што не се знае нивниот број. Затоа што не се знае нивниот број и уште колку има, бидејќи Македонија едно слепо црево, бидејќи Македонија еден горделив јазол на огромен број на шпиони во тајни странски служби, бидејќи Македонија е база на вакви тастери, на вакви шпиони кои што живеат во еден свет нивен, до ништуваат се што е македонско, бидејќи за да успееш во ова наша Македонија треба да бидеш против Македонија, треба едноставно да не ја сакаш Македонија, а во наредниот период треба најмногу да ја сакаш Македонија, затоа што Македонија треба да биде творевина за антихрист. Затоа ги прашувам ротарци како слуги на Илуминати, а Илуминати како слуги на Сионски приорат, каде што во високи масонски ложи бил и вашиот очув, кој што плачете по него Тито, и не случајно Тито е поврзан со денешна Источна Македонија и сето оно што се прави под капата на Кос. Така и споменикот од Ноб, кој што нема ни на буквата од Ноб, е дел на Сионскиот приорат, кој што чува и крие тајната на престолната Бела, каде што е роден Александар Македонски. Затоа и чуват, бидејќи дел од Сионскиот приорат потекнува од лозата на Филип Македонец. И затоа ви кажав, за многу блиско време,
Америчка амбасада ги призна овие дела на Владо Павлов. А вие тогаш како пулиња, како папагали ги повторувате. Бидејќи знам од кого сум будно следен, и бидејќи знам кој сум, и бидејќи знам од кого потекнувам. Проблемот е ваш, што верувавте дека може да уништите еден лик, една личност, која што целиот свој живот го вложува за сите вас. А вие добротворите, кои што секој се појавувавте како добротвори, дека ќе помогнете, дека ќе направите добро за Македонија, дека ги почитувате делата на Владо Павлов. Уште првиот момент во иднина ќе бидете отстранети од мене. Доста ми е од такви добротвори. Претеравте. Многу сте добротвори. Многу. Уште еднаш да представиме картата која што покажува ова вистина, која што е поврзана со езерото Ида и планината Ида, која што го носила името Рудник, а за неа ни сведочи Жирнов и уништувањето на Рудникот за жива. Ве молам, добротвори, бидете подалеку од Владо Павлов. Немојте повеќе да се доближувате и да му ударате во гради, затоа што сите вие добротворите на крајот нож успеавте во грб да ми забиете. Ете, јас од овде ви кажувам. Вие добротворите можете слободно да си пиете кафе со Мовара довлочени, каде што се чува и овај доказ за Спарта, на стариот пронајден доказ за Богот во нас, и молчите сите, за кој што ја требало да одам кај јавниот обвинител. Не. Тоа ќе го прави мојот адвокат. Колку и да не дига јавниот обвинител. Затоа што после одлуката на управен суд, сето тоа што е поднесено со Владо Павлов е неосновано. Бидејќи се докажа дека по службен вестник и по законот на Република Македонија, давам услуги, се плаќа ДДВ, се плаќа данок, се плаќаат плати, струја, вода, кирии. Така да надрилекар и екип ќе се остане во мозокот во јурумнери. А целта за многу кратко време со некој друго вклучување во живо, за ова злосторничко здружување ќе ви ја кажам која е. А потоа знаете дека се работи за голема работа. Затоа ве молам, добротвори, бидете подалеку од мене. Имам многу лошо искуство од такви добротвори како вас. Македонија ќе исчезне од картата на светот. Нема да постои. Прилеп. Внимавајте што ви се прави зад грб. Кочани. Ви докажав дека сум управо за калиманци. Дека имаме најзагаден орис со азбест и со кадмиум. Поради истикувањето на јаловината од рудникот Саса. Ќе ви докажам дека неголемата смртност во Кочани, посебно од леукемија, е поради правењето на браната во Речани и отварањето на ураниумот. Свети Николе, не дозволувајте повторно да биде црнилиште, како во времето на Мојсија, со лажниот гроб на Александар на живиот Бог. Затоа што се кријат бушотините кои што се направени во Прилепско и во Светениковско за утре да имаме експлоатација на нафтени шкрилци. А тој е доказ за ова што денеска го тврдам за древна Микена дека е на територија на денешен Прилеп и Битола, од каде што кренале и од каде што сведочи Црн камен, место каде што требало ритуално
да се жртвува керката на Агименон за да се смилат ветровите, а многу добро знаете на Сенличка планина какви ветрови има. И зашто е наречена и е поврзана со селење. Зато и го прашав Ѓорги до денес, бидејќи лично ми кажувал дека ваму кај што денес штрекуваат требало да има пат да биде поблиску до Мермерот, кога извезуваа за Украина. Тогаш на Ѓоргито не му сметаше овој пат. Лично на мене ми го има давано тој предлог за фалангата, дека би било добро да мине пат преку Робица да дојде поблиску до Мермерот. Но денес Мермерот не се извезува за Украина. Така да овој проект смета. Или се крие нешто друго после сето ова, како што се криеше во Кочани со депонијада, а излезе дека вистината е поврзана со ураниумот, за кој што доправа ќе докажам, како што докажав со испуштањето на јеловина и кривичната пријава што е поднесена од Делчево на собственикот од Англија, на САСА, и дека ние поради САСА имаме најзагадени производи. Па дури и до Струмичко. Како што тоа го направи Делчево со кривична пријава, треба и Кочани да даде кривична пријава на САСА за најрадиоактивниот богат со азбест и кадмиум морис во целиот свет. Поради кали и манци. Затоа ние ќе правиме депонијада, ќе скренуваме внимание, а овие другите работи ќе ги премучуваме. И затоа Владо нема да и се свиѓа. Ама Владо воопшто не го интересира ни Максим, ни Свети Максим, ни знам, ни било кој друг кои што учествуваат во овие протести. Владо го интересира вистината, правдата и Македонија. Воопшто не ме за сега знам и Максим Димитриевски. И нивната цел да имат што повеќе градоначалници и работат зад грб на сите. Мене повеќе политиката не ме интересира. Видов во овие видов од 2002 година, кога сум започнал за воскреснување на фалангата, до ден денес Бог не ми дозволува. И оставал на Бог тој да формира фалангата, јас се повлекувам. Некој ќе ве лажи, ќе ве манипулира од 2018. Не. Владо Павлов од 2002 работи на воскреснување на фалангата секоја вечер, секој ден, денонокно. Каде денес одговорно тврдам дека за сето на дело што сум го направил се повлекувам. Затоа што ако ни било дадено од Бог, досега ги сме били успешни. Нешто кочи, а јас упорно не можам да одам против Бог. И се повлекувам од ова моја идеологија која што е поврзана со воскреснување на фалангата за добробит на секој македонец. На кој што се приклучив од ВМРО тогаш на идеологијата на фаланга после војните действија во 2001 година. Колку упорно работам на тематика за монархија, колку упорно работам на воскреснување на фаланга, толку повеќе Бог ме удара по глава. Затоа се повлекувам. Бидејќи оставам на Бог. Нема потреба Тино да се плаши од мене, нема потреба и Максим да се плаши, нема потреба и Венко Филипче и било кој друг. Заборавете да ми правите политичка хајка, затоа што воопшто не ме интересира она што сум го правил до сега. Бидејќи ми се докажа од Бог дека овој народ не е уште припреман за вакво дело небесно, кое што јас како Владо Павлов тоа го сакав и го правев. И на кој што сите овие дела ги поклонив. Оставам на Бог.
А во иднина ќе реорганизирам Агапи и ќе работам на нови дела, ќе работам со нови луѓе, ќе работам со нови лица и оние кои што заслужено, достојно ќе бидат со Владо Павлов, а тоа го докажуваат сиве овие години. Нажалост, многу малку си. Нажалост, многу малку сте. Така да оставам на Бог, кога ќе се тресе, кога ќе имаме многу други активности кои што се поврзани со нулта позиција, немојте да барате фалангата, затоа што вие не ја сакате фалангата. А во такви моменти секојаш помагала фалангата. Овој пат Бог ќе биде фалангата. И тој ќе одлучи што треба да прави. А вие, македонци, мој поголемиот број, 99%, на вистина не знаевте да го цените ова дело. Не знаевте и подклекнавте на оние кои што доаѓаа под капата на подземните политички структури, под капата на некои си деца на пензионирани инспектори, инспекторки, началници на полиции, кои што деца чоколадо ви направија оно што ви го направија, да мене едноставно ме прават тоа што им смета на сите, затоа што сите тие имаат за цел да го присвојат ова дело на сметка на Владо Павлов и затоа беа сите овие турбуленции околу мене. Од овде ве повикувам сите вас да останете со оние дела на Владо Павлов, затоа што доаѓа нулта позиција, доаѓа поголемо загадување, доаѓа поголемо тровење, поради тоа што нашиот млечен пат, во кој што сме ние земјата, се доближуваме до моментот кога треба да излегнеме од прстените на оконе. Затоа и небото ќе биде се поцрвено и поцрвено, затоа и ќе има се повеќе и повеќе жртви, затоа ќе има и отварање на повеќе вулкани, имаме нови поплави, ќе имаме поголеми земјотреси, ама тоа не значи дека треба да се плашиме, туку едноставно треба да ги почитуваме делата на Бог, да останеме со Бог и да сакаме Македонија, затоа што Македонија ќе биде земја на обединување и прва земја која што под капата на Бог нема да дозволи да има повеќе братоубиствена војна помеѓу нас, македонците кои што потекнуваме од древната пајонска цивилизација, минојска и микенска, и помеѓу нашите браќа кои што потекнуваат од турците, тоест браќа по крв власи и албанци. Одисеј е таткото на нас. Освен црниот камен, кој што останал да сведочи во Прилепско за жртвеникот каде што требало Агеменон да ја жртвува својата керка за да крене према Троја во Авола, овде во овој дел ни сведочи и жената на Агеменон, Прилепската убавица, која што е овде во Прилепско, не е свинка како што ве лажат овие од Ѓорѓето, туку тоа е скаменета и која што надовестува повторно враќање на Агеменон, негово воскреснување на територија на денешен на територија околу денешен Прилеп и Битола, затоа што истиот тој е отровен од неговата сопруга кога се вратил со завршувањето на Тројанската војна, а ова карпеста фигура на момата остана да сведочи за древната Микена, за жената и сопругата на Агеменон и да ни сведочи за едно ново доаѓање на Агеменон, кој што повторно од овде ќе воскресне да ги воспостави овие цивилизации, овие вредности од древна Троја, овие вредности од древна Микена на територија на денешен Прилеп и Битола. Така да сите оние кои што учеа од Владо Павлов
денеска ќе ги најдете секаде, меѓу кои Ѓорѓето, а затоа погледнете ги сите нивни профили пред 2018, ќе видите колку тие зборуваат за Македонија, ќе видите тие колку се македонисти, а погледнете ги профилот на Владо Павлов од почетокот до ден денес и дознайте повеќе кој од кого земал, кој од кого крадел, кој од кого уче, и затоа Ѓорѓето никој пат нема да се помири, нема да се помири и дечкото од Јурумлери, нема да се помират сите оние кои што поминале преку Владо Павлов, затоа што тие сакат да бидат првите, а Владо Павлов како прв нели треба да биде втор, а несвесни дека ова дело јас си го поклонив и на Ѓорѓето, и на дечкото од Јурумлери, и на многу други кои што поминаа преку Владо Павлов. Ете, на жалост, македонската судбина е таква, што секогаш не македонци владеат со Македонија, што секогаш не македонци дојденци од Персија, а денес најголеми македонци, персијанци од времето на Дарий Први, за кој што ви ја кажав, и територија на денешен Доријан, и Думене, и Гевгелија, и затоа и Александар не случајно направил 1000 брака во денешна Персија, затоа што точно знаел од каде потекнуваат со неговата војска, затоа што точно знаел како се асимилирани од територија на денешно Дојранско езеро, Гевгелија и Думене, каде што живееле сиропајонците и пајоплите, и од каде што од Персија донасат да живеат нови дојденци, од кој што подоцна потекнува Изрод Велики, од кој што потекнува Антипатар, од кој што потекнува Касандер, од кој што потекнува Изрод Велики, истите оние кои што до ден денес работат против македонизамот, истите оние кои што и денес се тука и со персиски бради ве манипулираат дека се многу големи македонци, црномурешти, идентично како персијанците кои што потекнуваат од едно големо Вавилонско царство кое што владее тука на земјата од Анунаки до ден денес, и затоа во наредниот период ќе ве манипулираат дека Анунаки доаѓаат, Анунаки се овде, и многу други глупости кои што ве поистоветуваат со една цел да се задржат онаму каде што се. Дали е сега добро, дали се слушаме? Видов дека микрофонот беше исклучен. Дали то ни сега се слушаме? Дали сега се слушаме? Добро? Нема да дозволиме на оние хајки кои што ни ги прават. Значи, уште еднаш.
Овде, нова карта од времето на Тројанската војна. Егејска Македонија е под вода. Други делови од Македонија, делови од Србија, Бугарија, се до Црно море. Погледнете поврзаноста на Белото море со Црно море. Денес поврзаноста е од овој дел и овде. А ова е Каспиското езеро. Дали се гледа картата од времето на Тројанската војна, дека поголеми делови од денешна Македонија, Грција, Србија и Бугарија биле под вода? Дали ја гледате? Овде, ова е древното езеро Ида, кое што е поврзано со Тројанската војна. А околу него ја гледате планината Ида, планина Рудник, каде што денес ни сведочи Жирнов и рудникот зажива. Тоа значи дека во овој дел, каде што се влева од езерото Ида, акции во Егејско море или во Белото море, би бил градот Јолк. Тоа значи дека микенците од овде, тоа е со територија на Битола и Прилеп, и спартанците од овде се чекале за да кренат кон езерото Ида, каде што била Тројанската војна. Тоест, Јолк или територија на денешно Скопје. Дали се гледаше убаво? Момент. Како што гледате, поголема територија била. Под вода. Уште еднаш, овде треба да се чекаат микенските сили, кои што се од Прилепско-Битолскиот дел, и спартанските сили, кои што се од територија на денешна Источна Македонија или територија на денешно Осогово. Каде што гледате, поголем дел од Источна Македонија, Србија и Бугарија биле под вода, кои што денес не се под вода. Ова е доказот. Ова е езерото Ида, кое што се наоѓало на планината Ида, планината Рудник, кое што исто така е налик на остров во времето на Тројанската војна. Или остров каде што од овој дел и од овој дел се соединуваат и доваѓаат на островот каде што се одвивала Тројанската војна околу езерото Ида. Или каде што пристигнала флотата на територија на денешен Белград, на Агеменон и Миној. Дали го доловивте оно што сакам да ви го докажам и да ви го презентирам ова мое деценија и пол светско откритие за Тројанската војна, дека се одвивала на територија на денешен Белград, некогашен Сингитиум, кој што се наоѓал на древното езеро Ида. А древното езеро Ида е ова, кое што е обележено. Да, Бети, ме следиш долго време и те молам не ми поставувај работи кои што јас сум ги објавил, дека Орбела е Спарта и дека Орбела е денешно Осогово со врв Царе врв. Те молам, Бети, ова мое откритие кој што сум го пишувал и кој што сум го кажувал,
Не го ставај под прашилник, како демек ти си дошла до тоа сознание, Бети, а всушност се работи за откритие кој што Владо ви го кажал многу одамна. Откритие кое што е поврзано со Орбел и со Прасијатското езеро. Те молам, Бети, подобро ќе беше да пишеш, со ова, Владо, докажуваш дека планината Орбел по твоите сознание е Осоговските планини и незиниот врв Царев врв. И незиниот врв Руен, не Царев врв. Во чија близина е било и древното Прасијатско езеро на територија на денешно Кочани. Тука си, Бети. Бети, немојте така, ве молам. Немојте, коса ми обелеа од такви работи што правите. Со години го следете Владо Павлов и сега велите дали Орбел. Бети Тодоровска, немојте, ве молам. Се знаеме добро сите. Немојте. И не можем повеќе да премолчувам. На вакви работи, на вакви следачи кои што ме следите. И кои што сега велите дали Орбел е Спарта и дали Царев врв не е Царев врв, Руен е, спектар на бои. Па каде би била Спарта тогаш? Дали се слушаме, Бети? Некој се обидува и ова видео да го прекине, но нема да му дозволиме. Ќе се префрлам на други IP цело во меѓувреме, само за да можеме да го завршиме, за да не излезе онака како што непријателите на Македонија кои што се во голем број сакат ова да го окрневерат, да го уништат, за да потоа се исмејуваат. Уште еднаш, ова е доказ од Владо Павлов и аргумент за езерото Ида, заедно со планината Рудник, тоест Ида, која што била денешна Авала, доказ за големата Тројанска војна дека била на територија на денешна Авала и на територија на денешен Београд, доказ дека Спарта е Осогово, нели, Бети Тодоровска, а со тоа и доказ дека Прилеп и Битола е древната престолнина на Микена, за кој што сведочи момата и за кој што сведочи Стрн камен, место кое што е било за жртвување на керката на Агименон, за да ги скроти ветровите на древното Бело море или Егејско море, па и Пановско, како сакате кажете го, за да продолжи и кренат кон Троја. Така да Орбел или спартанската принцеса треба да е лоцирана на територија на денешно Осогово, околу Синковица, од каде што е киднапирана и од каде што започнала ова голема Тројанска војна, која што била сопруга на Миној. Или во превод, Миној, прилепчанецот, би бил зет на Кочанчани денес. Да живее Македонија! Ве сакам сите! Љубов, љубов и само љубов и верба во вас дека повеќе нема да влијаат овие шпиони кои што се во голем број и кои што одработуваат за сите странски служби во Македонија и кои што имаат за цел Македонија да ја припремаат за антихрист, каде што без Македонија не може да формира она светска влада
и без да се декларира како потомок на Филип и на Александар Македонски. Уште еднаш ви благодарам. Ова видео и ова што го денес презентирав, ќе го презентираме заедно во договори со Ибро Мешановиќ, со кој што дадовме збор дека повеќе ќе четаме низ Балканот, затоа и се прави реконструкција на Агапи, каде што Владо треба да се насочи на иноваторските дела и на патување низ Балканот, каде што ќе докажам дека сите ние сме браќа и сестри, дека сите ние имаме еден заеднички јазик, дека сите ние ставаме исти или слични имиња на нашите деца, дека сите ние гаиме еден исти јазик и се разбираме, и дека сите ние потекнуваме од нашиот татко Илија, кој што некој сака да го присвои, да го каже дека тоа е Илир. Да живее Македонија, ве сакам сите, љубов, љубов и само љубов и со вистината до крајот на мојот живот. Ова е мојот поздрав за сите оние кои што веруваат дека ќе успеат, да самиот се чувствувам виновен за нешто што не сум. И за нивниот голем неуспех. Топла постелја, Сакам сите. у соби полумрак, и нико не зна кој е дан, никоја година. Све е као у сну, само да Бог то зна, да твоје усне ноќас љубе, а да то нисам ја. Дали те радуе ова крв на мојој души, дали те радуе што мој цел свет се руши, дали те радуе kada samog sebe krivim dok si ti sa njim. Ja na legovima živim da podnesem bol